Голем пожар се случил во трговски центар во јужниот руски град Владикавказ во средата наутро, откако во внатрешноста одекнала силна експлозија, според официјалните представници и извештаите на медиумите. Инцидентот се случил во трговскиот центар Аланија, во главниот град на Република Северна Осетија, Аланија, во Северен Кавказ. Службите за итни случаи соопштија дека едно лице загинало, а две други се повредени, повикувајќи се на прелиминарните извештаи од местото на настанот. Пожарот зафатил околу 800 метри квадратни и бил изгаснат за околу 1 час, според официјалните информации. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск свечено ја отвори вратата на базиликата Свети Петар во Рим. На настанот спроти католички божик присуствуваа италијанската премиерка Џорџа Мелони, градоначалникот на Рим Роберто Голтиери, како и представници на различни христијански заедници. Ова е ноќта кога вратите на надежта ширум се отворија кон светот. Ова е ноќта кога Бог ни говори на сите. Има надеж и за вас, рече римокатоличкиот поглавар Франциск, кој на настанот пристигна во инвалидска количка. Португалскиот фудбалер Кристијано Роналдо го привлече вниманието, но овој пат не со своите вештини на теренот, туку далеку од фудбалскиот стадион. Португалецот моментално се одмара во Лапонија, каде што со семејството ги поминува празниците во исклучително добро расположение. Во Лапонија температурата веќе подолго време е под нулата, снег и мраз има насекаде, но на Роналдо не му пречеше да излезе надвор само по долна облека. Кристијано решил и кратко да се искапе во мал базен со ладна вода, а судејќи по неговата реакција, тоа искуство многу му се допаднало. Дензел Вашингтон прослави пресвртница во своето религиозно патување минатиот викенд. 69-годишниот Вашингтон, кој за неколку дена го слави својот 70-ти роден ден, се крсти во црква во Харлем, Њујорк. Црквата ја пренесуваше богослужбата во живо на Фејсбук, вклучително и посебен момент кога Вашингтон се крсти и ја доби својата крштеница. Кога му беше даден микрофонот да се осврне за овој значаен момент, Вашингтон рече дека официјално ја прифатил својата верска заедница на негова возраст, пренесува Today.